Артериската хипертензија е најчестата кардиоваскуларна болест во светот, а третина од светското население е погодено од оваа опасна состојба. Според новите упатства, идеалниот крвен притисок е 120, 129-80, 84 мм на живиниот столб, а вредности над 140-90 мм на живиниот столб укажуваат на хипертензија. Оваа болест често минува незабележано, а симптомите како главоболка, вртоглавица и болки во градите се јавуваат кога веќе има оштетување на органите. Научниците од Медицинскиот универзитет во Виена открија дека високото ниво на крвен притисок може да доведе до структурни промени во бубрезите, дури и кај пациенти без диабетес. Истражувањето, објавено во списанието Хипертензија, покажува намалување на густината на подоцитите, клучни клетки за бубрежната филтрација. Ова може да биде прв чекор кон оштетување на бубрежната функција. Резултатите сугерираат дека покачениот крвен притисок е сериозен ризик фактор за хронично заболување на бубрезите, независно од присуството на диабетес. Дополнително, секое зголемување од 20 мм на живиниот столб на систолниот или 10 мм на живиниот столб на диастолниот притисок го удвојува ризикот од коронарна артериска болест и мозочен удар. Истражувачите истакнуваат дека раното откривање и контролирање на крвниот притисок е клучно за спречување на долгорочни оштетувања. Соодветниот третман и здравите животни навики можат да го забават напредокот на бубрежните заболувања и да го намалат ризикот од сериозни компликации. Постните лазањи со печурки се одличен избор за оние кои постат или сакаат полесен оброк без месо. Овој специјалитет комбинира богати ароми и кремаста текстура, создавајќи јадење што се памети. За подготовка се користат кори за лазањи, печурки, доматен сос и растителен бешамел. Печурките се запржуваат со кромит и зачини, а потоа се редат со кори и сосови за да се добие сочна и вкусна комбинација. Јадењето се пече околу 30 до 40 минути додека површината не добие златно-кафеава боја. По печењето се остава неколку минути да се стегне пред да се послужи. Овие лазањи се идеални за свечени трпези, семејни оброци или едноставно како вкусна и здрава алтернатива на класичните рецепти со месо.